Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас е Милена Илич Пешич, магистар по дефектолошки науки и наставник по Основно училиште Браќа Миладиновци. Овде сме да поразговараме за онаа тема која што беше одбележена на почетокот на април, односно Светскиот ден на аутизмот, кој се одбележува традиционално на 2 април. Најпрви, добро вечер, ми благодарам што се озвавте да објасните за оваа болест и појава. Благодарам за поканата. Најпрви добро вечер на вас и на сите гледачи кои следат вечерашнава емисија и се надевам ќе одговориме на некои прашања на оваа тема. Така, прво што е аутизам и една дефиниција за оваа болест. Први да разјасниме, аутизмот не е болест, тоа е состојба. Под аутизам се подразбира первазивно развојно нарушување кое се манифестира до 3-та година од животот на детето и се карактеризира со социјална намалена интеракција, проблеми во вербалната и невербалната комуникација и рестриктивни и репетитивни однесувања. Значи, аутизмот може да се јави до 3-та година, не можеме да кажеме дека дури во 10-та година сме го забележеле аутизмот. Под групата на первазивни развојни нарушувања спаѓаат и други под тој чадор на тие аутистични симптоми, спаѓаат и други нарушувања, тука е Аспергерот, детското дезинтективно нарушување, порано се сметаше и дека Ретовиот синдром тука спаѓа, сега е изфрлено таа класификација и первазивните нарушувања не специфицирани на друг начин. Значи, под онаа капа на первазивни развојни нарушувања, освен аутизмот, има и други нарушувања за кои ние вечерва нема да проговориме, меѓутоа спаѓаат во таа група. Первазивно значи длабоко, невроразвојно нарушување. Зборот доаѓа од грчкиот збор аутос, што значи сам во себе. И тука ни говори самото име што всушност значи аутизмот. Рековте повеќе, значи состојби се вметнати во таа една општа состојба. Што е она што ги карактеризира сите тие состојби и сите тие нарушувања? Карактеристично за самиот аутизам е тоа што може да се јави со една длабока симптоматологија, значи сите овие проблеми во развојот на детето кои се појавуваат да бидат длабоко изразени и јако изразени, дури но исто така може да бидат многу слабо изразени. Значи тоа е карактеристиката на аутизмот, можеме да имаме различни личности и секој лице со аутизам е карактеристично само за себе и случај за себе. Кои се основните карактеристики? Првин, родителите може да забележат, дури детето е мало, во своја некоја рана возраст, дека нема комуникација со очињата. Тоа е едно основно што се повторува и сме го слушнале многу пати. Нема комуникација со мајката, се повлекува, нече да комуницира, не сака, кога ќе порасне не сака да се игра со другите деца, немаат имагинација, говорот слабо се развива, некаде не е развиен или доколку се развие, не се развие правилно. Имате холаличен говор, на едно прашање одговарат исто со прашање. Тоа е холаличен говор, неправилен изговор, моторниот развој не е правилен, значи подоцна проодуваат или ситната моторика на рачињата, координацијата око рака не е доволно развиена. Имаат проблем при сензорната перцепција, значи оние стимулации кои доаѓаат од надвор и кои сите ние во мозокот ги преработуваме, нели, и доаѓаме до некој одреден заклучок, кај нив има проблем при перцепцијата на звучните, на тактилните, на гласовните, на било кои стимулации кои доаѓаат од надвор, не може да ги перципираат како треба. Тоа е всушност проблематиката на ова невроразвојно нарушување и они се чувствуваат поинаку, не сакаат гласна музика, не сакаат да ги допир не сакаат. Дури некои истражувања тврдат дека допирот нив ги боли, затоа што таа перцепција не ја обработуваат како нормалната, нели, редовната популација. Значи има многу карактеристики за кои подоцна ќе говориме, не може сите одеднаш да се наберат, кои се јавуваат кај аутизмот и не прават една симптоматологија
детето да биде, народски кажано, поинакво од другите деца и да има проблем во вклопување во група, да има проблем во говор. Голем дел од нив во оваа симптоматологија кои спаѓаат, зависно колку е застапен кај одредено дете аутизмот, може да имаат и ментална ретардација, додека некој дел, тоа и подоцна ќе кажеме, може да спаѓаат во онаа група 5 до 10% спаѓаат во групата на, како ги викаат, саванти. Тоа се едни гениалци сами по себе, кои може да развијат некоја способност, дали на полето на музиката, дали на полето на компјутерите. Има некои саванти кои странски јазик учат за неполни недела дена. Значи, тоа ни е еден доказ дека сепак човечкиот мозок не е истражен до крај и има некои појави кои нас не ни се јасни, меѓутоа типично за аутизмот, што тука во таа група се посебно Аспергеровиот синдром, има некои гениалци кои се така опишани во литературата и има некои живи се уште и можеме да ги сретнеме. Така. Колкава е распространетоста на аутизмот во светот и кај нас станува збор за едно рапидно појавување, значи брзо, порано дури не се знаеше што е аутизам, не сме ни среќавале пред 2 децении, да кажеме. Па не, знаете како, не можеме да кажеме дека не сме среќавале, веројатно сме ги среќавале и тогаш лекарите кои работеле на таа проблематика, меѓутоа не ги препознавале, не воспоставувале вистинска диагноза и сега дури кога правиме една бројка на колку има лица, повозрасните не ги броиме со точна бројка затоа што немаме вистинска диагноза. За аутизмот една карактеристика и кај нас и во светот е во епидемиолошки размери застапено и навистина треба многу општеството да преземе за да се направат некои стратегии и мерки да им се помогнат на овие лица. Во Република Македонија немаме точен број колку лица во овој вкупно збориме за аутистичниот спектар има застапено, меѓутоа од прилика по некои проценки се смета дека има околу 12.000 лица кои имаат помали или поголеми симптоми од аутистичниот спектар. На ниво на светот, Американската здравствена организација 2015 година има излезено со податок дека 1 на 68 лица се раѓа од аутистичниот спектар, а една корејска студија покажува дека 1 на 35, што е огромна бројка и има една позитивна прогресија. Секоја година се поголем и поголем број на лица со аутизам се јавуваат и се детектираат. Карактеристично исто за аутизмот е што се појавува по поголем број 1:5 кај момчињата. Значи има и девојчиња кај кои има аутистичен спектар, меѓутоа во многу помал број. Една студија која има вчитано, сега неблагодарно е така да се каже, меѓутоа некои научници сметаат дека аутизмот е еден вид на некоја варијанта на машкиот мозок, затоа што нема некое доволно добро објаснување зошто аутизмот токму се појавува кај машките многу почесто. А во Куманово имате ли податоци? Вие сте во едно такви паралелки работите и веројатно контактирате со останатите од центри што се во градот и други институции кои се занимаваат со лица со аутизам? Немаме точен податок затоа што не се детектираат правилно и не се детектираат навреме. Во моето училиште каде што јас работам, во училиштето Браќа Миладиновци, во посебните паралелки има 6 дечиња кои има диагноза аутизам. Проблемот кај нас во Република Македонија е недоволно раното детектирање на аутизмот. Во светски рамки се детектира од 6 до 12 месеци на староста на детето. Веќе педијатрите констатираат дека тука има некои промени, дека навестуваат појава на аутизам и така натаму, додека кај нас тоа многу доцни. Дури на 6 до 7 годишна возраст ние веќе добиваме диагноза на аутизам, што не е доволно рано, затоа што првиот период на она интензивна работа и на третман кој би можел да доведе до подобрување на симптомите е испуштен. Значи немаме точна бројка. Знам дека во училиштата во општина Куманово има инклузирани ученици со аутизам. Некоја бројка имаме, меѓутоа тоа не е точна бројка. Од таа причина што немаме точна и диагноза и родителите не ги пријавуваат како такви. Оно што се прошири последниве години е дека токму вакцините предизвикуваат аутизам. Колку се слагате од тоа, еве од ваш аспект, колку се слагате со оваа теза? Сме викале и епидемиолози кои
тврдат дека не може баш така лесно да настане аутизам од вакцина. Јас сепак ќе се држам до науката. Јас како дефектолог можам да кажам од она што го имам учено и прочитано и што следам по научните некои статии, истражувања и така натаму, не е докажано дека вакцината е причина за појава на аутизам. Една работа е докажана дека, првин да разјасниме, аутизмот е генетско нарушување. Значи, за да се појави аутизам, вклучени се од 10 до 20 различни гени. Значи, тука се доаѓа до некоја мутација на гените, која што, доколку се појави кај тоа одредено детенце, мора да биде, има некој тригер од страна. Тригер може да биде, значи причина за појава може да биде вакцината, обично се шпекулира со МПР вакцината на 13-тиот месец, мада и ДТП вакцината и така натаму. Значи, тоа е тригер кој допринесува оние генетските фактори да се развијат. Точната причина за појава на аутизам уште не е разјаснета и никој не може со точност да тврди, меѓутоа се знае дека генетски се факторите, 90% наследност има кај аутизмот и значи некој тригер од страна. Што може тоа да биде? Дали е вакцината или може да биде проблеми при породувањето, проблеми при носењето, проблеми подоцна, некои болести додека се јават, некој бурен период во развојот на детето кој захтева некои интервенции медицински и така натаму. Сето тоа може да биде тригер за да се појави, за да излезе на површина. Меѓутоа, во секој случај мора да постои генетска некоја компонента која му држи основа и врз која се развива. Значи, неблагодарно е во денешно време да шпекулираме со такви податоци и да тврдиме дека вакцината е причина, затоа што колку што има научни истражувања кои ние мораме да признаеме медиумите и сите ние како луѓе подложни сме на сензационализам и ќе прочитаме некоја статија. Мајката тврди од вакцината настанал аутизмот или така натаму. Меѓутоа, треба внимателно со такви податоци. Можно е мајката на било кое дете кој има аутизам да забележила дека аутизмот, детето се развивало нормално до некој одреден период, најнормално, имала веројатно и други деца, па забележала дека нема никаква разлика. Сега примило вакцина одеднаш, што забележуваат родителите тогаш? Детето почнува да се гаси, се повлекува во себе, станува едноставно поинакво и тие забележуваат со текот на развојот и поврзуваат, таа појава ја поврзуваат со примањето на вакцината и тоа е точно. Од примањето на вакцината излегла на површина аутизмот, меѓутоа не е вакцината причина. Јас би апелирала до младите родители да не еве имав прилика со една млада мајка да разговарам, не врза разговор, вика јас моето дете не го вакцинирам, реков зошто не го вакцинирате детето? Па прочитав една статија на Facebook. Јас многу ги почитувам социјалните мрежи и тие се голем дел од нашиот живот и голем начин да се информираме добар и треба да се подржуваат, меѓутоа Фејсбукот и такви статии непроверени, ненаучни не може да бидат подлога ние како родители да донесеме една таква важна улога. Морам и ова да напоменам. Постојат деца на кои не треба да им се дава вакцина. Меѓутоа тоа исклучиво треба педијатарот да го каже. Онаму каде што има и најмалку сомнеш дека има предиспозиции детето да развие аутизам, педијатрите сами не дозволуваат тоа дете понатака да се вакцинира. И доколку и после првата вакцина доаѓа до појава на аутизам, педијатрите советуваат да не продолжи понатака да се вакцинира, затоа што секоја следна вакцина носи потешки симптоми. Значи има деца кои не треба да се вакцинираат, меѓутоа тоа одлука треба да биде исклучиво на педијатрите доколку здравствената состава на тоа дете која е карактеристична исклучиво за тоа дете. Не мора да значи дека доколку на пријателката ваша или моја педијатарот кажал немој детето да го вакцинираш, дека тоа ќе значи и дека важи за некое друго и трето дете. Мораме да бидеме внимателни со такви работи. Меѓутоа тука мора да се напомене дека ни науката не е во најголем дел прецизна од она што значи самите рековте дека одредени научни истражувања дека до крај не се утврдени ниту на светски рамки, ниту пак во Македонија. Колку можат педијатрите така навремено да откријат дека одредено дете е непогодно за вакцинирање, односно постојат некои сомнежи. Тоа педијатрите, јас како
како дефектолог не можам да тврдам таква работа, јас само можам да тврдам оно што сум го прочитала и што не учеле на факултет, дека е докажано дека вакцината не е причина за појава на аутизмот. Тоа е докажано научно. Само со тој факт се шпекулира и не се објаснува до крај. Се појавува аутизмот после примање на вакцина само во случај доколку постои генетска предиспозиција за тоа. Значи не можеме да кажеме дека вакцината е причина. Не е докажано и не верувам дека некојаш ќе се докаже. Тука е неразјаснето, сваќате, и се прави една еуфорија, сензационализам. Така, една антивакцинална кампања се шири и свесни сме и ние за тоа. Меѓутоа, како да кажеме, велите генетскиот фактор е веројатно е така, претпоставувам дека е така, но доколку ако не ја прими вакцината, постојат ли шанси да не се развие тој аутизам? Знаете што, научните истражувања покажуваат дека доколку има генетска јака предиспозиција за еден силен аутизам, примало детето вакцина, не примало, аутизмот ќе се јави. Само во случаи веројатно каде што има некоја поблак вид на аутизам, можно е да се превенира па да не се јави во толкави рамки. Меѓутоа, таму каде што има јака генетска предиспозиција, ќе се јави. Едно истражување најново има во САД направено каде што генот кој што допринесува клетката во нашите организми да биде отпорна на надворешните влијанија, да биде мутирана фактички, два пати повеќе мутирана кај лицата кои имаат аутизам. Значи тие едноставно не знаат на клеточно ниво не може да се одбранат од надворешните влијанија. А што може исто да биде тригер? Може да биде недоволна исхрана, може да биде за време на бременоста, за време на носењето, пред зачнувањето на плодот, доколку мајката не се храни доволно, доколку е изложена на тешки метали, доколку живее во нездрава средина. Сето тоа може да биде тригер за да настане мутација на гените и подосна тоа да излезе како една генетска основа за да се развие самиот аутизам. Вака аматерски гледано, значи постои една антивакцинална кампања токму помеѓу родителите од урбаните средини. Ако на времето и на минатото не ги вакцинирале децата, оние кои што биле од рурални средини, од пониски, да кажеме, една кампања постои и морам да кажам, тоа се најчесто образовани родители. Најчесто образовани родители кои за жал се неинформирани доволно. Затоа секој час завашава емисија и уште други повикате и други гости, и лекари, и педијатри кои истото ќе го потврдат дека не е докажано дека вакцината е причина за аутизам. Баш напротив, докажано дека не е причина, дека е тригер. Тоа е докажано. И на тоа треба да навистина веруваме. И педијатрите се тие кои треба да донесат одлука дали тоа дете конкретно во некој одреден случај треба да биде вакцинирано или не. Не треба родителите сами да си земаат толкова одговорност, затоа што знаете што? Замислете ви цела генерација и цели генерации невакцинирани. Па ние ќе ги вратиме сите болести од кои се бориме со години и години. Вакцините со одредена причина се измислени и донесени и со одредена причина сите ние сме вакцинирани, нели? Замислете сега генерации и генерации невакцинирани, што може да ни се случи на човечкиот род. Ќе се вратат оние болести од кои што сумира. Сега се смета дека поголем бенефит имаат родителите ако го вакцинираат детето и поголема штета имаат ако не го вакцинираат. Тоа е сосема јасно и треба да се информираат доволно, да не одлучуваат сами. Семејствата, значи каков е начинот да се живее со овие лица, на самите семејства, на ним самите, каква е тука улогата на заедницата, каква е улогата на збориме на локалната заедница и пошироко национално и на светско ниво? Па знаете како, на светско ниво е една приказна, на локално ниво е друга, зависи колку е развиена државата. Ние живееме во услови во какви живееме, и мора да се снаоѓаме со она што го имаме. Начинот на живот зависи, еве на пример, моето училиште, во училиштето Браќа Миладиновци, со директорката госпоѓа Марина Маноловска, да ја поздравам во оваа прилика, имаше една идеја и направивме проект да направиме во посебните паралелки како еден дневен центар, каде што децата ќе можат после завршување на часовите да остануваат, да пишуваат домашно, да јадат, да преспијат ако треба, додека
мама и тато не се вратат од работа. Затоа што кај лицата со било која попреченост, особено кај лицата со аутизам, има еден проблем. Еден од родителите секогаш мора да биде дома и не може да оди на работа затоа што некој мора да се грижи за детето. Тие не можат сами за себе да се грижат. Значи, во основа имаме проблем со тоа што родителите како семејство не можат да функционираат нормално. Мора да имаат поддршка од потесното и поширокото семејство, од бабите и дедовците, затоа што има различни терапии, например, кои може да помогнат при ублажување на тие симптоми, особено се зборува за безглутенската и безказеинската диета. Казеинот и глутенот се протеини кои ги има во житото и ги има во млекото и обично се смета дека тие неповолно делуваат на лицата со аутизам, им се ствара кандида во дигестивниот тракт и се смета дека доколку се придржуваат до таа диета, дека подобро би било, имаат подобри симптоми и нивното здравје понатака се развива поповолно за нив, меѓутоа тоа чини пари. Потоа има други терапии кои може да се спроведуваат, сето тоа чини пари. Затоа треба да генерално да имаат семејствата поддршка, треба да сите ние првин да се информираме што е тоа аутизам, да ги прифатиме тие лица, затоа што се зборува овие денови инклузија и минатите години. Инклузија не е да му возможиме на тоа лице да влезе во една средина во која ние живееме. Инклузија исто подразбира и ние да го прифатиме тоа лице. Затоа семејствата мора да имаат една голема поддршка. Така. Како треба да се, например, како имате искуство веројатно со вашите родители, со родителите на вашите ученици, како тие го опишуваат, да кажеме, едно секојдневие со нивните деца? Па, и додека како они веќе кога ќе дојдат кај вас веќе се на некој одредено ниво, да кажеме, според нивните можности, нели, во состојба, до одредена состојба. Во кој степен е застапен аутизмот. Карактеристика на лицата кои имаат аутизам да сакаат една одредена рутина, сакаат едно исто повторувачко однесување, во текот на денот точно да знаат да предвидат што ќе се случува и да не се менува. Не сакаат многу различни лица околу себе, не сакаат различни простори, ниту многу стимулации од страна, дали се тоа цртежи многу различни. Јас имам забележано кај нас доколку просторијата во која одржуваме настава биде искречена во друга боја, моментално има реакција од лицата кои имаат аутизам или да ставиме некој друг поинакви сликички и цртежи, тие реагираат на сето тоа. Значи една целосна треба организација на целото семејство, каде што точно се знае во текот на денот што треба да се прави, каде треба да се оди за да се запази таа рутина и тоа може да биде истоштувачко, знаете, затоа што не може така константно семејството да функционира, али тоа е начин на кој тие се справуваат. Тука помагаат многу, од моје искуство гледам, бабите, дедовците во нашата средина се уште постои тоа патриархално и традиционално, не сме оставени сами на себе без разлика и кога имаме самите ние деца, нели, што е добро, имаме поддршка, бабите, дедовците влегуваат тука и тежок е животот на семејствата. Особено затоа што немаме развиени институции кои би го поддржале тоа. Во светот има дневни центри, например. Исклучиво наменети за аутизам. Да. Ние во нашето училиште дури имаме идеја со директорката Марина да направиме и паралелка за лица со аутизам, каде што би биле тие вклучени по некои светски стандарди. Најдобро е 1 на 1, например, еден наставник на еден ученик со аутизам. Меѓутоа во наши услови во Македонија, да бидеме реални, не е можно. Ние немаме услови и финансиски. Во нашето училиште, еве морам да кажам, немаме ни доволен број на простори, дури по 2 оделенија се во една иста училница. Сето тоа допринесува на квалитетот на работата и на услугите кои ги пружаме ние како дефектолози и условите во кои тие ученици работат. Исто, да кажам, има многу дечиња од аутистичниот спектар кои се вклучени во редовната настава. Сега како се однесуваат и какви се искуствата на колешките што работат таму?
Па знаете како, во редовната настава работат редовни наставници, нели? Тоа не се дефектолози, луѓето си се професионалци во својата работа, ама не сме сите професионалци за се нешто. Моја како дефектолог став е дека мора да постои дефектолог во секој училиште. Општина Куманово и секторот за образование пред некој месец имаше баш една кампања и трибина каде што беше кажано колку лица има, какви има, што има и дека навистина ни е потребно поголем број на дефектолози вклучени во редовното образование и еве благодарение веројатно и на тоа и на други кампањи во други градови излезе во сусрет ова Министерството за образование и сите заедно се вклучени и владата сите се вклучени и благодарение на сите нив се дојде до едно решение да бидат вработат неколку дефектолози во општина Куманово до редовните училишта. Делумно ќе го реши тој проблем. Јас како дефектолог едно ќе кажем. Еден дефектолог во едно редовно училиште со ова експанзија на инклузијата која јас ја поздравувам, меѓутоа морам да кажам дека не е поставена на здрави основи. Инклузијата мора да вклучува една широка кампања, едни услови поинакви за работа и поголем број на дефектолози во училиштата. Еден дефектолог во едно училиште не е доволен, подобро од ниеден, ама не е доволно. Значи навистина треба во тој правец да се размислува и позитивно да се делува. Еве, се надеваме дека со овој нов проект со кој ќе се вработат одреден број на над 100, мислам дека беа 120, 130, што е за поздравување. Секој чест така дека со ова исто така ќе барем малку ќе им се олесни да кажеме на лицата со аутизам и на нивните семејства кои што исто така трпат последици од ова епидемиолошка болест. Меѓутоа, кои се новините во светот и што е она што треба да учиме високо развиените земји во насока на и поддршка на овие лица? Па новини во светот има многу терапии кои многу чинат големи пари. Ние не можеме тоа ни да го доживееме на некој начин. Која е водечка држава по однос на решавање на овие? Америка, мислам, Соединетите американски држави како најбогата земја нормално може и да си дозволи. Карактеристично за аутизмот е што не постои лек, да се разјасниме. Тоа не е болест, тоа е состојба и не постои некој одреден лек кој може да кажеме еве со овој лек решивме проблем, нема повеќе аутизам, до вчера имаше, сега нема. Не постои лек, тоа е карактеристиката на аутизмот, можат само симптомите да бидат ублажени. Значи, за да бидат ублажени симптомите, постојат клучни фактори. Да се открие аутизмот многу порано, а не подоцна, и што порано се открие, порано да се почне со терапија, која јас предносим давам на дефектолозите како дефектолог, меѓутоа тоа е тоа, мора да се работи со стручни лица кои ќе го предизвикаат детето да си ги развие своите потенцијали. Дефектолозите се стручни, образовани и запознаени со таа проблематика и знаат на вистински начин да најдат приод и да му возможат на детето да ги развие тие и когнитивни и моторни потенцијали. Сега постојат различни суплементи кои се додаваат, различни диети, па има витамин B6 во големи количини, например, и некои други суплементи, тоа лекарите би можеле подетално да објаснат, меѓутоа ниеден од тие не го решава проблемот сам по себе, туку мора една координација меѓу многу профили. Тука се педиатрите првенствено, дефектолозите, логопедите, овие психијатрите, психолозите по училиштата и така натаму. Кој е вашиот апел да кажеме до нас како локална заедница, како држава, како институции, представници и едноставно како луѓе? Како да помогнеме? Јас мислам дека клучот е во добрата информираност. Треба повеќе вакви емисии, повеќе профили вклучени во нив. Треба повеќе информација да запознаеме што е аутизмот и како можеме да помогнеме на едно лице и како можеме да ги вклучиме во една локална средина. Ние говориме сега за мали деца, говориме за ученици кои дали да одат во редовна настава, дали да одат во посебни пределки, што е прашање само по себе. Мене да ме прашате, јас сепак како дефектолог ќе кажам дека подобра средина на детето е во посебните пределки, но само доколку постојат услови за тоа. Значи треба убави простори, треба доволен број на дефектолози во училиштата и така натаму. Меѓутоа, доколку е симптоматологијата блага, може и да се вклучи во инклузивниот процес, да влезе во една редовна училница, каде што со повремен помош од дефектолог, по време на помош
помош ќе може да се вклопи тоа детенце. Не, инклузијата не значи дека по секоја цена мораме да одиме во редовно училиште и тоа родителите секогаш треба да го имаат на ум. Мислам дека постои одредено, барем во Македонија се уште не е така и уште одреден дел од родителите се уште го доживуваат како табу. Иако станува збор за образовани родители, да кажем, и веројатно во човечка природа и тоа не можеш да им се налутиш на тие луѓе. Сите ние како родители многу тешко прифаќаме доколку има некој проблем и тоа е сосвем човечки од наша страна, меѓутоа сепак најдобар начин да се помогне на детето е да се биде реален, да се согледа проблемот каков што е, затоа што не е нешто најстрашно доколку ви се случи да имате детенце со аутизам, не е нешто најстрашно што може да се случи, има многу полоши состојби од ова со аутизмот, нели, говориме реално, така да треба да го прифатите детето какво што е, да се прилагодите на новонастанатите околности и да гледате максимумот неговите потенцијали да бидат развиени. Значи, оние позитивни особини да бидат во предност, а не да ги гледаме неговите мани. Јас едно истражување со професор Трајковски имаме правено за односите во семејствата, браќите и сестрите према лицата кои имаат аутизам и еден интересен податок имам дека браќиња и сестричиња имавме контролна група со редовна популација каде што нема аутизам и група каде што има аутизам и нивните браќа и сестри, се случува во семејството една интересна појава. Браќите и сестрите развиваат една посебна емпатија према овие лица, према своите браќиња и сестричиња, што подоцна се пренесува и на сите други кои ги среќаваат во својата најблиска околина. Значи, една хумана компонента се развива кај луѓето кои живеат со лицата со аутизам и не чувствуваат тие ниту срам, баш противно, се гордеат со своите браќиња и сестричиња, што е за поздравување, нели? Така да, ова е интересен податок, не го имам чуено до сега. Веројатно ќе продолжите да работите на истражување согласно своите можности и капацитети кои ги имаме тука во Македонија. Се надевам дека ќе стекнете и одредено искуство од страна, соработувате со колегите. Соработувам со колеги, идам на различни конференции, читам многу, истражувам и тоа е целта, да се биде добро информиран. И јас баш напротив на родителите секогаш им кажувам со оние кои имам контакт, било која одлука да ја носат за своето дете мора да ја носат врз база на добра информираност. Не смееме база на информации да ни бидат Facebook и различни статии кои ги има таму, затоа што, како што рековме, постои еден вид на сензационалност, бомбастични наслови, па ова откриено, па она откриено. Било која одлука за своето дете мора да ја носат врз база на консултација со стручни лица, со педијатри првенствено и така натаму. Па еве, оваа емисија е еден дел од нашиот, да кажеме, придонес што го имаме кон оваа тема и кон начин на прифаќање на заедницата. И една покана до сите оние кои што чувствуваат дека имаат нешто да кажат на оваа тема, без разлика дали се педијатри, логопеди или какви било вклучени во овој процес на работа со лица со аутизам. Отворена покана, можеме неколку луѓе да поканиме од еднашка, така да дебатираме на ова. Е добро да се дебатира и да се разговара, да широката заедница биде запознаена. Уште еден податок да ви кажам, професор Трајковски има истражувано со некои студенти за вработувањето на лицата со аутизам во светски рамки. Лицата со аутизам се многу пожелни да бидат вработени. Бидејќи се педантни работници? Еве ќе ви објаснам и зошто. Меѓутоа во Македонија ниту едно лице возрастно не е вработено, ниту пак тие што правиле истражување со професорот констатирале, ниту пак работодавците се запознаени што е тоа аутизам и какви услови треба да му пружат на тоа лице и што бенефит би добиле доколку вработат лице со аутизам, а не сите ние знаеме дека и постојат законски некои регулативи кои му возможуваат на овие работодавци и има бенефити и треба да размислат зошто, например, едно лице со аутизам е добро да биде ваш работник. Лицето со аутизам е една од нивните карактеристики, како што веќе напоменавме, репетитивните некои однесувања и стереотипи. И тие, например, немаат проблем
еве отворено да говориме, немаат проблем да седат на една линија и да пакуваат нешто и да работат една иста работа во недоглед и во континуитет. Баш напротив, тоа им дава една одредена рутина, континуитет и ги смирува. Тие немаат проблем од пауза, не би да ишле да пушат цигари, да пијат кафе. Немаат потреба од земање на годишни одмори. Многу се искрени и никогаш нема да ве излажат, затоа што проблемот во нивната има една теорија која се вика Theory of Mind на англиски кажано или теорија на умот. Проблемот со имагинацијата и со она социализација и тоа е исто така и тоа што не може да замислат што ние кога говориме, еве јас и вие комуницираме и јас лицето со аутизам не претпоставува што вие би мислиле во овој момент и што вашата факцијална експресија, дали се смеете, дали сте радосни или не сте радосни. Значи, тие не може да претпостават, затоа имат и проблем во комуникација, не претпоставуваат што ние размислуваме во овој момент. Тоа е многу прави проблеми од таков аспект што не се комуникативни и се малку нели чудни. Немаат фацијална експресија, нити па нашата може да проценат и да допра до нас, затоа тие избегуваат и социјален контакт. Тоа е за еден работодавец, значи да има работник кој не се трга од една линија, нема потреба да оди на пауза, кој нема потреба да оди на годишен одмор, кој нема потреба многу да комуницира, кој никогаш нема ништо да го излаже и секогаш ќе биде искрен, навистина треба да се земе како бенефит и да се размисли. Сега и постојат одредени услови кои треба да ги исполнува тој работодавец, да му објасни на тоа лице, да нема многу визуелни екстракции околу него, да не го одвлекуваат неговото внимание, да не се плаши, например, ако има некои јаки звуци, да му објасни дека тоа е звоно кој најавува завршеток на работа и така натаму, за да не се вознемирува лицето и да му објасни која е рутината на работа и нема да има проблем. Затоа е многу добро да се информираат сите што е тоа аутизам и за да им овозможиме, нели, крајната цел е да ги вклучиме во локалната заедница. Затоа што главен проблем на родителите е што кога ќе пораснат овие деца, што после нивната смрт. Затоа што во Македонија сега мислам дека има 2 дневни центри за лица со аутизам, во припрема и третиот, меѓутоа тоа не е доволно, треба во секој град да има, например, дневен центар кој ќе ги собере и кој ќе им дава упатствија на родителите, кој ќе им дава еден начин да се видат едни со други, да разговараат, да си ги споделат искуствата, лично да видат што, како, каде. Тоа е многу, значи информацијата е клучна. Ова беше навистина интересен податок за работодавците, бидејќи рековте дека се да, има бенефити, државата дава бенефит доколку земат во предвид, сега треба и да размислат што е тоа. Меѓутоа треба широка кампања кај работодавци. Широка кампања и немаме точен податок колку има возрастни лица со аутизам во нашиот град, нити во Република Македонија. Треба да се направи, например, во Републикава еден централен регистар на лица со аутизам и да се знае точно. Меѓутоа сето тоа не чини пари и се надеваме дека еден ден ќе се направи тоа за да имаме еден точен податок. Овие повозрастните лица немаат диагноза од причина што не биле препознавани. Тогаш не се препознавале, им се накалемувале некои поинакви диагнози, менталната ретардација и така натаму и не ги препознаваме како лица со аутизам. Меѓутоа сепак доколку се бара може да се најдат некои. Еве, на крај, кои се од оние што рековте дека имаат одредени такви гениални способности? Тука ќе ја закружиме емисијата. Па гениални способности, еве јас можам да препорачам да го побарат гледачите филмот Темпл Грандин. Мислам дека и некоја награда има освоено. Тоа е една изворена личност, филмот се вика Темпл Грандин и направен е според животната приказна на вистинска личност. Таа е се уште жива, околу 60 на години, 70 мислам дека има. Работи како професор на универзитет во Соединетите Американски држави. Таа е една од оние што имаат високо функционален аутизам, меѓутоа доволно свесна за да ги знае своите карактеристики
карактеристики како аутистично лице и многу голем добар и говорник кој ги објаснува сите оние карактеристики како лицата со аутизам го доживуваат светот и многу убав начин да се научи од нас што е тоа аутизам е да се гледа филмот и да се следи Темпл Грандин која морам да признам дека мал дел од нив и можат да завршат и факултети, можат да бидат успешни луѓе, формираат и бракови. Мислам, сето тоа е во светот забележано и родителите не треба, доколку има дома детенце со аутизам или аутистични симптоми, не треба да губат надеж и секогаш треба да гледат напред, да бараат сите можни терапии кои се достапни во нашата средина, да ги применуваат што порано да почнат со терапија на детето, што порано забележат некоја недоследност во развојот, да пријават кај педијатарот, затоа што во нашата република постои една кампања сега моментално да се доедуцираат педијатрите што е тоа аутизам, баш со таа причина да се детектира многу порано, а не толку доцна како што досега беше праксата. Значи родителите мора да бидат свесни со отворени очи, секоја промена да ја пријавуваат и да се најдат некои софистицирани тестови во нашата република, например, кои би детектирале аутизам, затоа што не постојат медицински индикации кои ќе не доведат до тоа да, еве сега видовме во крвта има тоа и тоа или нема она и она и можеме да кажеме аутизам има или нема, не се детектира така аутизмот, значи однесувањето е клучно кое мора да го следиме сите, првенствено родителите, педијатрите, да пријавуваме на време и сето тоа може да биде со позитивен исход. Јас си благодарам што бевте наша гостинка. Се надевам дека успеавме барем малку да ја начнеме оваа тема. Повторно ќе ве поканиме вас и се разбере и сите оние кои што се заинтересирани за оваа тема и кои се вклучени во начинот на живење и помагање на овие лица. Благодарам за поканата. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.